Според информациите до кои што дојдовме, револтот кај ДУИ не се појавил само поради тоа што ветераните на ОНА не се опфатени со новиот предлог закон за брнители на пратеничката група на ВМРО ДПМН, туку и поради дефинициите кои што од страна на изработувачите на овој предлог закон се употребени. Од страна на ВМРО ДПМН се прифатени дефинициите, односно законските одредби кои што се усвоени од собранието во јануари 2002 година. Според овој закон, кој што сега го предлага ВМРО ДПМН, така наречената ОНА се дефинира како вооружена екстремистичка и паравоена групација, додека пак ветераните на ОНА, односно на УЧК, како припадници на вооружени екстремистички паравоени групации. Според овој предлог закон, припадници на безбедностни сили се припадниците на армијата и полицијата кои организирано учествувале во одбрана на независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и во спречување на насилно уривање на уставот. Тоа значи дека оние против кои што ние се боревме во 2001 година, ветераните на ОНА или така наречената Ослободителна народна армија, според овој закон имале намера да отцепат дел од територијата на Република Македонија, а денес со нивниот командант Никола Груевски е во коалиција. Во текот на вчерашниот ден можевме да видиме дека од страна на ВМРО ДПМН беше признато дека постои мајски договор. Со тоа што дискутира, што содржал тој мајски договор, а се сеќаваме дека долго време тој договор никој не сакаше да признае дека го има. Што се однесува до овој предлог закон, може да кажеме дека е работен преку ноќ, бидејќи има груби граматички грешки, но и содржински пропусти. Со овој предлог закон на ВМРО ДПМН тие си подигруваат со емоциите, но и со интелигенцијата на брнителите и на членовите на семејствата на загинатите брнители. Со овој закон се предлага бесплатно здравство за брнителите, но само во примарната заштита, примарната здравствена заштита, а тоа е всушност матичниот доктор за кој што и ние знаеме дека и сега е бесплатен за сите граѓани на Република Македонија. Ние, како достоинство, баравме брнителите да бидат ослободени не само во примарната, туку и во специјалистичко-консултативната дејност, но и во болничките установи. Да парафразирам, тоа значи доколку некој бранител скрши колено, покри бесплатното одење на матичен доктор, да може да отиде бесплатно кај специјалист, бесплатно да изврши рентген снимање на коленото, доколку е потребно да се изврши операција на лигаментите, истото да биде бесплатно, да биде бесплатен и болничкото сместување, а не само одењето на матичен доктор. Понатаму, според овој предлог закон на ВМРО ДПМН е предложено семејствата на загинатите брнители да бидат обештетени со 50 просечни плати во момента на смртта на брнителот. Според Заводот за статистика, во тој период просечната плата во Република Македонија беше околу 170 евра, односно животот на еден загинат бранител го проценуват на 8500 евра, односно 10 брнители ги рамнат со една врба во Вардар, што е големо понижување за нас брнителите, за нашите загинати браќа и соборци. Воедно со оваа одредба ги понижуваат и семејствата на загинатите брнители, затоа и се чудиме на поддршката која што вчера можевме да ја слушнеме од Сдруженијето на загинатите брнители, кои што ја дадоа на овој закон. Сите војни инвалиди кои што треба да се обештетат во Република Македонија според овој предлог ќе чинат помалку од ограда на еден мост. Во нашиот предлог закон она што ние го баравме од владата беше значително повеќе. За она што го нуди владата за 100% војни инвалид, значи за човек кој што целосно инвалидизиран, кој што е во инвалидска количка, кој што е неподвижен, се околу 17.000 евра, што според нас е понижувачки. Понатаму со овој закон тие нудат изградба на централен споменик за брнителите во центарот на градот Скопје. Но јас ќе потсетам владата дека ваков споменик веќе е изграден и ние како достоинство во повеќе наврати излеговме и дадовме поддршка и на локацијата каде што се наоѓа, но и на самиот споменик, на неговото идејно решение. И ние се чудиме од каде пак сега во овој закон потребата да се предвидува нешто што е направено пред повеќе од една година. Две добри работи кои што ги има во овој закон, но што се многу мали, се признавањето на стажот во двојно трајање на брнителите,
Тоа е единствена работа која што ја нема и која што сега е прифатена од нашиот закон, и обештетувањето на војните инвалиди, која што, како што веќе реков, е многу пониско од оно што ние го очекувавме. Основното наше барање и со законот за брнители кој што го поднесе достоинство, но и сите овие години е подостоинствен третман на брнителите од државата. Еден од примерите кои што во овој период ги наведуваме, некаде после 2006 година, кога ВМРО ДПМН дојде на власт и формира влада, бев повикан во МВР на разговор кај еден од советниците на министерот за внатрешни работи Јанкуловска. Отидов во МВР и имав средба со едно младо момче од 20 или 21 година, на кое што требаше да му објаснувам кој сум. Се работи за крајно недостоинствен третман кон сите нас брнители.